Говор на омраза. Поим кој означува говор чија намера е да деградира, вознемири или предизвика насилство или активности врз основа на предрасуди против лица или групи луѓе врз основа на нивната раса, род, возраст, етничка припадност, националност, религија, сексуална ориентација, родов идентитет, хендикеп, јазична способност, морални или политички ставови, социоекономска класа, занимање или изглед, ментален капацитет и било која друга особина. Терминот се однесува и на пишана и на устна комуникација, како и некои форми на однесување на јавно место. Ова е дефиницијата според која го карактеризираме говорот на омраза. Живееме во модерно, технолошки развиено време, постојано користиме технолошки уреди за меѓусебна комуникација. Со самиот пристап до огромниот број медиуми, често се забележува и говорот на омраза во нив, изразен во повеќе форми. Говорот на омраза е дефиниран и во законската регулатива и е казниво дело. Според законот, говор на омраза е секој говор, гестикулација или однесување, пишан текст или приказ, кој што е забранет поради можноста да поттикне насилство или предрасудно дејствување против или од страна на некој заштитен поединец или група, или поради што се деградира или заплашува одреден поединец или група. Најдобро објаснување за тоа што значи говорот на омраза има Емилија Петреска Камењарова од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Неопходно е да го дефинираме поимот говор на омраза затоа што тој во изминатиот период толку многу често се користи што луѓето почнаа да го користат за се што не им се допаѓа, што ќе го чујат или прочитаат на медиумите. Значи има начини на изразување кои што можеби им се непријатни на поголем дел од луѓето што ќе ги чујат, на поголем дел од општеството, но се заштитени со слободата на изразување преку судските пресуди, односно практиката на Европскиот суд за човекови права. Понатаму има, што значи апсолутно се и неказниви. Има други видови на говор кои што се казниви, но не се говор на омраза, како што се, например, навредата или клеветата, за кои што постои граѓанска одговорност според друг закон. За да говориме за говор на омраза, потребно е некој намерно да шири и да поттикнува дискриминација, нетрпеливост или омраза кон поединец или кон група, врз основа на некоја од карактеристиките кои што ги има како поединец или како припадник на група, а кои што се водат како забранети основи за дискриминација во македонското законодавство. Агенцијата е самостојно и независно непрофитно регулаторно тело со статус на правно лице со јавни овластувања. Надлежна е само за радиодифузерите, односно радијата и телевизијата како медиуми. Петреска Камењарова вели дека во последните години, односно од крајот на 2018-та, немало ситуација во која на радио или телевизија имало говор на омраза, а за тоа да бил одговорен медиумот. Агенцијата работи и во насока на едукација со цел медиумите професионално и одговорно да извршуваат својата задача. На медиумите не им е забрането да известуваат за говорот на омраза. Напротив, тие доколку приметат, доколку забележат говор на омраза во општеството, треба да го посочат и треба да го контекстуализираат и треба да објаснат за што станува збор. Она што не смеат медиумите да го прават е тие да представуваат извор на говор на омраза, тие да бидат оние кои што ќе го продуцираат и кои што ќе го шират. Значи во периодот пред 2018 година и последен пат фактички во 2018 година имаме констатирано можеби десетина инстанции во кои што се појавил говор на омраза на радио или на телевизија, но по овој период имало случаи кога, например, соговорник во емисија, снимена или во живо, искажал говор на омраза, но она што е многу важно е дека новинарот, односно новинарката во едниот од случаите, го контекстуализираше тоа што беше кажано и многу јасно беше посочено дека станува збор за говор на омраза, тоа е она што го бараме од медиумите. Најчесто имаме сретнато со говор на омраза против припадниците на ЛГБТ и заедницата, понатаму по национална основа и говор на омраза против жените, односно мизогин говор. Тие се трите кои што најчесто не се имаат појавуване. Агенцијата секогаш кога ќе има индиции дека на радио или на телевизија има говор на омраза, мора да направи надзор. Тоа е така наречен вореден надзор, затоа што се прави, значи, тогаш кога или ќе добиеме представка, или ние самите по службена должност ќе констатираме дека нешто треба подлабоко да го изанализираме. Анализата која што ја правиме во текот на надзорот што го спроведуваме,
си има многу строги правила. Имаме посебен водич за мониторинг на говорот на омраза, кој што во себе содржи 6 групи на прашања кои ние треба да ги одговориме, барајќи ги елементите внатре во програмата која што ја анализираме, за да можеме дефинитивно да утврдиме дека станува збор за говор на омраза. Затоа што знаете, кога ќе констатирате како регулатор дека некоја телевизија или некој радио проширило говор на омраза, вие сушност треба да ограничите слободата на изразување. А секое ограничување на слободата на изразување мора да се спроведува во согласност и со законодавството македонско, но и со ПРЕСЕ и НАЦЕ, Европската конвенција за заштита на Европската конвенција за човековите права и согласно практиката на Европскиот суд за човекови права. А тоа значи дека ние секогаш кога правиме ваква анализа мораме да докажеме дека тоа ограничување на слободата на изразување е пропишено со закон и дека е легитимно и дека е неопходно во едно демократско општество. И Македонскиот институт за медиуми работи на повеќе проекти поврзани со дезинформациите, пропагандата и говорот на омраза. Оттаму информираат дека според нивните истражувања и истражувањата на различни граѓански организации, говорот на омраза и мразечките наративи многу почесто се создаваат и шират на социјалните и онлайн медиумите. Весна Никодиновска, раководител на програми од Македонскиот институт за медиуми, вели дека иако е така, сепак според истражувањата, најголем процент од граѓаните изразуваат недоверба во социјалните медиуми како сигурен извор на информации. Таа говори и за праксата на неказнивост и бавното и неефикасно постапување на институциите во земјава во однос на случаите на говор на омраза. Една од причините за недоверба, повеќе причини за недоверба кон медиумите има, меѓу кои политичката наклонетост на медиумите, политичкото влијание кое што медиумите го трпат, потоа дезинформациите кои што се шират, пропагандата. Една од причините за недоверба во медиумите која што граѓаните изразуваат е всушност и говорот на омраза. Дури повеќе од половина од граѓаните, 57% се согласуваат дека медиумите во Македонија шират говор на омраза. 63% например сметале дека социјалните мрежи шират говор на омраза. Некои од причините за обстојување на говорот на омраза се праксата на неказнивост која што обстојува во државава и бавното и неефикасно постапување на институциите. Еве само како за пример, имавме случаи кога некои судови не ги третираат како медиуми интернет медиумите. Надлежните институции пак многу тешко ги идентификуваат анонимните собственици на медиуми или профили кои што се регистрирани во странство, например, преку кои што се шири говор на омраза. Дополнителен проблем е што голем дел од публиката која што се почесто се информира од интернет и од социјалните мрежи, нема доволно вештини, нема доволно знаења, умешност да може да го распознае говорот на омраза, за да може да го прекине понатамошното споделување на тие содржини кои што содржат говор на омраза, понатамошно реплицирање на тие содржини. Значи, корисниците некога само лајкуваат и споделуваат содржини кои што содржат говор на омраза, не се доволно свесни за тоа какви содржини споделуваат или лајкуваат, говорот на омраза само понатаму се пренесува до други корисници. Facebook и Twitter се социјалните мрежи каде што најмногу е застапен говорот на омраза, според истражувањата, вели Никодиновска. Додава дека забележлив тренд е оти во последните неколку години говорот на омраза е во пораст. Изминативе години говорот на омраза на политичка и на етничка основа, на сексуална и на родова основа, е особено во пораст на социјалните мрежи. Уште еден забележлив тренд за време на пандемијата, например, особено на самите почетоци на пандемијата, беше говорот на омраза на основ на здравствена состојба, дури. Сега, сакам да спомнам нешто што сметам дека е особено важно, што треба да се посочи, дека изминатите неколку години имавме повеќе случаи во кои што и новинари беа мета на говор на омраза. Особено случаи во кои што беа вклучени новинарки. Коментарите и нападите врз нив најчесто се на сексуална основа, бидејќи напаѓачите веројатно ги гледаат жените како почувствителни во однос на овие теми и почесто се осмелуваат да нападнат новинарка отколку новинар.
Инаку на овој начин излегуваат на површина стереотипите и предрасудите кои што постојат во нашето општество. Сепак тоа што е, ќе кажам, добро во целата оваа ситуација е дека и новинарките и целата медиумска заедница се погласни против овие напади, се почесто брзо реагираат, веднаш, ажурно реагираат и вршат притисок врз институциите ништо да се преземе. Сепак тоа што и самите новинари, самата медиумска заедница го констатира дека го посочува дека не достигаат санкции за да се спречат овие појави во иднина. Слободата на изразување сепак има една граница. Границата е кога таа ќе премине во говор на омраза. Значи, тоа треба да се има предвид. Тоа треба да се има предвид и од самите медиуми и од самите граѓани. Меѓутоа, граѓаните не секогаш има доволно знаење, не секогаш има доволно вештини да може да го препознаат говорот на омраза. Не секогаш можат да ги препознаат не само говорот на омраза, туку и различни и дезинформации, и пропаганда кои што се шират, манипулации кои што се шират преку медиумите, преку социјалните мрежи, преку онлайн медиумите, генерално преку медиумите, во медиумската и во комуникацијската сфера. Заради тоа сметаме дека особено е важно граѓаните да стекнуваат такви вештини, такви знаења, да се работи на унапредување на тоа што го нарекуваме медиумска писменост, односно критичко пристапување кон информациите. Лицата со било каква попреченост, интелектуална или физичка, често пати се мета на говорот на омраза. Во изминатите години, голем број организации работат на намалување на таа појава преку едукација и ширење на свеста кај општеството, со вклучување на лицата со попреченост во истото, како најефикасен начин за менаџирање на проблемот. Таква организација е Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака од Скопје. Владо Крстовски, програмски менаџер во Порака, вели дека постои одреден напредок во тој поглед, но промените се уште се случуваат многу бавно. Знаеме дека Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, која што нашата држава ја ратификуваше пред 10 години, недвосмислено укажува дека лицата со попреченост припаѓаат во заедницата и ги имаат сите права подеднакво да живеат во заедницата, на еднаква основа со сите други граѓани, а државата, општеството, сите ние луѓе, институции, организации и така натаму сме должни тие права да ги обезбедиме. Сега, ако зборуваме за напредокот во однос на подигнување на јавната свест, тоа несомнено се должи пред се на активностите на организациите на лица со попреченост, меѓу кои и Републичкиот центар Порака со своите локални организации, 17 на број. Во изминативе години, почнувајќи од 2000-та година па наваму, скоро секоја година имаме тематска кампања која опфаќа некоја област од секојдневието на лицата со попреченост. Првата кампања, например, не ја тестирајте само вашата интелигенција, тестирајте вашата човечност, беше на некој начин направи пробив во јавниот простор, во медиумскиот простор исто така, со која што успеавме на некој начин да започнеме организирано, професионално, да делуваме на менување на начинот на кој што јавноста гледа на лицата со интелектуална попреченост, меѓутоа и на менување на начинот на кој што медиумите ги портретираат лицата со интелектуална попреченост. Тоа е исклучително важно. Најдобар начин за промена на свеста е фокусирање на способностите и потенцијалите кои секое лице ги носи, вклучувајќи ги и лицата со попреченост. Креирањето на таков позитивен имидж за овие лица е вистинскиот начин на кој треба да се делува, потенцира Крстовски. Тој додава дека и од исклучителна важност е и соработката на ваквите организации со медиумските организации и медиумите воопшто, со цел заеднички да се работи на справување со ширењето говор на омраза против лицата со попреченост. Таа соработка е круцијална во промената на јавната свест. И уште нешто би додал, многу битно за промената која што сакаме да постигнеме, односно за подигнување на свеста, за афирмирање на правата на лицата со попреченост, а индиректно, а можеби директно намалување на говорот на омраза е доколку лицата со попреченост бидат вклучени во сите активности кои што се однесуваат на нив, значи ништо за нас без нас. Во тоја насока, Републичкиот центар Порака делува за промовирање на концептот на самозастапништво, односно, оние лица со интелектуална попреченост кои што се
кои што можат самите да се застапуваат, самите да се борат за своите права, ги поддржуваме тоа да го прават секојдневно и со тоа придонесуваме те да бидат уште повеќе видливи во општеството. Тоа е многу битно, информациите кои лицата со интелектуална попреченост треба да ги добиваат, да бидат на формат кој што е лесно разбирлив за нив. Тоа е уште еден концепт кој што го промовира и конвенцијата и насекаде низ светот се користи веќе во голема мера, лесно разбирлив или лесно читлив формат во кој што на сликовит начин со краток текст кој што е многу разбирлив, напишан на фонт кој што е лесно читлив, тие информации доаѓаат до самите лица со интелектуална попреченост. Тоа е начинот на кој што се заекнуваат нивните капацитети како личности, како луѓе, како субјекти со права, а не како објекти на кои што треба некој нешто да им помогне цело време или да им даде, или да ги гледа како објект на милосрдие. Колку пред, не знам, 10 години можевме да зборуваме дека лицата со попреченост се невидливи, денеска можеме сигурно да кажеме дека да, постои напредок, дека можеме да ги сретнеме и на концерт, и на, не знам, спортски надпревар, меѓутоа можеме да ги видиме и на дебатите, онаму каде што се зборува за нивните права, онаму каде што се носат закони. Сето тоа е, би рекол, унапредено, меѓутоа ќе оставиме, се разбира, простор и за виднина да се унапредува. Сме на добар пат, верувам, она што го имаме како искуство треба да го надградуваме, се додека се почитуваат концептите кои што ги нуди конвенцијата и се додека попреченоста се прифаќа како прашање на човекови права, сметам дека ќе имаме и резултат во нашите активности. Во земјава, случај на говор на омраза може да се пријави на веб страницата govornaomraza.mk, интернет платформа изработена со поддршка на Националниот фонд за демократија и Хелсиншкиот комитет на човекови права.